На здраве. На здраве. А здраво и за вас. Сега сме спремни за почеток. Откако се освеживме со ладен Хайнекен, тука сме да ви ја донесеме најновата епизода на Скратен корнер. Во истите униформи како од минатиот пат, ама мислам дека ни стојат овие маички од Осијак. Владко, здраво. Здраво. Како иде денов? Добра. До сега е добро. Денеска сме тука да зборуваме за клубот. За оној европскиот клуб. За фудбалот. За фудбалот, да. Тука сме да зборуваме за фудбалот. Не, тука сме да зборуваме за Реал Мадрид. Тука сме да зборуваме за најтрофејниот европски клуб кој што на 1 јуни го игра своето 18-то финале во Лигата на шампионите. Најмногу трофеи од сите клубови до сега, 14. Најмногу сезони во Лигата на шампионите, најмногу учества во финалињата, најмногу, да не зборувам се најмногу и најдобриот стрелец е дури нивни. Така што Реал Мадрид, наследство на Лигата на шампионите, се чини веќе дека како Лигата на шампионите да е надпреварување кое што е креирано за нив. Денеска ќе ги поанализираме малку околу она што се случуваше до сега во сезоната, ама многу повеќе за она што ќе се случува на 1 јуни, бидејќи таа вечер е онаа која што најмногу не интересира. Владко, подготвен? Подготвен, секогаш. Тоа е тоа. Мала транзиција и почнуваме. Реал Мадрид уште одамна ја заверија титулата во шпанското првенство. Мислам дека уште од првото коло немавме сомнение кој ќе ја освои. Ама Лигата на шампионите е пред нив и мислам дека знаеме дека секоја сезона ова им е фокусот. Не им е фокусот шпанската лига, веќе се им е фокус, се им е фокус, така е. Меѓутоа Лигата на шампионите се осеќаат како своја и некако секоја година се трудат повеќе да ја освојат. Што како прво, како почетно прашање, што научивме од сезоната која што ја изиграа во Ла Лига? Сезона која што ја играа со 70% сила и успеа да ја освојат доминантно. Се виде во почетокот уште кога почнаа да победуваат и да вадат бодови во последните минути, во последните мигови од игри од надпреварите, дека и кога не играат доволно добро, стигнуваат до победи и до бодови. И како нели, од старт се познава дека се главни конкуренти, сигурно дека ќе земат титулата. Игра одлични надпревари, го доминира против Барселона во класико, победија, така што нема што да се каже, научивме дека Реал Мадрид со право е кралски клуб. Така. И можеби единствениот клуб кој што има оваа сезона имаше тројца првотимци голмани. Да. Едниот повреден, едниот поземен и другиот кој што искористи од ситуацијата. Куртоа имаше 8-месечна повреда, по која што сега дури се враќа, го одигра само последно коло. Андреј Лунин ја одбрани мање више цела сезона, 80% од сезоната, и Кепа Аризабалага беше на многу скапа позајмица која што испадна апсолутен дебакл. Непотребна. Да, непотребна, бидејќи во младинската школа имаат подобри голмани од Кепа Аризабалага. Така што не би се сложила, ама окей. Да, добро. Како и да е, Реал Мадрид оноа не си го знае богатството, што би се рекло. Тројца елитни крилни играчи, петорица елитни играчи во средината, 20 елитни играчи на клупа и така. Немаме доволно зборови за да кажеме што воопшто игра последните 3-4 години Реал Мадрид под Карло Анчелоти, доминантни си и сето тоа, доволно потрошивме зборови. Ама еден играч мислам дека заслужува да го издвоиме како нешто посебно, најмногу заради вестите кои што ни ги донесе оваа недела. Тони Крос официјално најави дека се пензионира од сезона, после Европа. После европското првенство ќе биде пензиониран. Нешто слично како Зидан, на истите години како Зидан, во Реал Мадрид, во сезона кога има шанси да освои. Се надевам ќе има финале, нема да има глупост како Зидан, така, да го освои финалето. Тони Крос ја завршува играчката кариера по ова лето, ама ова финале
ќе му бидат последните минути во клубски дрес, последните минути за Реал Мадрид и последните минути под водство на Карло Анчелоти. Ајде малку за значењето на Тони Крос во светскиот фудбал. Владко, прво, дали си фан? Сум фан секако. Сите знаат дека сум фан на Германија, меѓутоа Тони Крос е според мене најпоценетиот играч во последниот 20 години. Никој не збори за него. Имавме Модрич, имавме милиони играчи други, Чави, Инеста, не знам што. Тони Крос секаде играл предобро. Дури и во Леверкузен додека беше, играше феноменално кога завршија втори една сезона, подоцна тиднели во Бар Минхен. Таму исто титули, нема слаба сезона немал дечкото. Мислам дека немам зборови да го опишам, имам недостаток на комплименти за неговата игра. Феноменален играч. Не знам што да кажам. Апсолутно. Тони Крос, од кај да почнам за да бидам доволно полн со почит да го опишам неговиот импакт на играта општо. Прво, од самиот почеток, од кога почна со онаа 39-ка на грбот да ја носи и кога играше малку понапред во средината, као некој тип на 10-ка или нешто слично, почна да дава голови, почнавме да сваќаме колку е добар, почна да освојува со Бајер Минхен, продолжи да освојува со Бајер Минхен, реши дека не му е доволно, отиде во Реал Мадрид и некако, искрено, колку и да ми е онаа погодено као кец на 10-ка кога ќе видам германец кој што игра за Бајер Минхен, мислам дека Реал толку многу му легна. Значи, толку погоден клуб за него, толку погодени најувачи за него, толку погоден стил на игра за него. Никогаш не бил во фокусот на вниманието. Бил Роналдо, бил Бензема, бил Модрич. И тоа не, јас дури и би додал, не само што не бил во фокусот и само што бил прв, дури некогаш е бил критикуван дека премалку трча. Да. А луѓето игнорирајќи го сето она што го прави, што не е спринт. Тони Крос е фантастичен фудбалски ум, кој што сум скоро сигурен дека ќе продолжи. Така, скоро сигурен сум дека ќе продолжи да се бави со фудбал во некој обем, дали ќе биде тоа тренер, дали ќе биде спортски директор, дали ќе биде нешто слично, сигурен сум дека Тони Крос ќе продолжи да се бави, бидејќи тој интелект не треба да остане само на играње, ама ова финале ќе биде едно феноменално испраќање за него и одлична шанса на најувачите на Реал, конечно по 11 години, 10 години како му доаѓаат да му покажат на него лично колку многу им значеше. 2013-2014 таа сезона до сега. Така. Да. Од она, значи од финалето, го освои финалето со Бајерн против Борусија Дортмунд, последната сезона дојде. Тони Крос е фудбалска легенда, европско има дури многу големи шанси на домашен терен да го освои. Јас ги сметам Франција и Германија како фаворити. Ја мислам дека Германија овој пат, не знам, не дека навивам за нив, меѓутоа мислам дека така. Многу ќе биде убаво да го гледаме да се прости со две титули. Не сум пристрасен, не ништо, едноставно би сакал да го видам 3 титули, ако ја рачунам и лигата, да, така е. Така што многу би сакал да го видам Тони Крос среќен. Не сум кој знае кој фан ниту на Реал, ниту на Германија, ама сега една голема величина као него. Му фали тоа европско, сакам повеќе европско, тоа го земе отколку финалето во Лига на шампиони, ама и јас исто. нешто ми вели дека и за двете има многу големи шанси. Се сретнал многу пати против противникот против кој што ќе играат вечерва. Еднаш и прилично лошо си помина, го памтам тој надпревар, ама често пати бил на победничката страна, бидејќи играше за Бајер Минхен и играше за Реал. Така што мислиш ли дека знае како да ги отклучи? Тони Крос ќе биде сигурно старт. Мислам дека Тони Крос знае секого да отклучи. Стартер ќе биде секако. Не знам, добро познат противник, меѓутоа генерациите во Борусија Дортмунд се сменети тренерот. Не знам што да кажам. Така. Добро, Тони Крос као дополнителна мотивација за Реал Мадрид сигурно ќе послужи. Ама ние не може да се фокусираме на само еден играч, сакаме да ги обработиме сите 11 кои што ќе настапуваат и за едната и за другата екипа.
сакаме да го опфатиме и делот со најувачите, а особено сакаме да го опфатиме делот со забавата и со она што ќе се случува на 1 јуни. Затоа останете со нас, ќе ви кажам што точно ќе се случува на 1 јуни, не само на Вембли во Лондон, туку и на Вембли тука во Скопје. Следува најавата за спектакуларното гледање на финале, останете со нас. На само неколку дена сме од најголемиот ден во фудбалскиот календар, тоа е особено во клубскиот фудбалски календар, тоа е финалето во Лигата на шампионите. 1 јуни, Вембли на Лондон, ќе ги очекува најувачите на Борусија Дортмунд и на Реал Мадрид и сите оние среќници кои што имаа можност да се купат карти. Таа проклета лотарија на УЕФА никако да ме излече за некои европски карти. Меѓутоа, и ние си имаме наш Вембли, и ние си имаме наше место за гледање на фудбал и моја должност како еден од двајцата панелисти на Скратен корнер е да ве поканам токму на тоа уживање. 1 јуни, покрај градскиот парк, покрај езерцето, покрај градскиот стадион, во Скопје ќе се одржи спектакуларно, фантастично, големо, неверојатно гледање на финалето на Лигата на шампионите, придружено со ладно пиво, придружено со многу музика, придружено со многу забава, многу изненадувања и награди и што и да ти знам за присутните. Ние двајца ќе бидеме таму. Дефинитивно. Дефинитивно сме таму, баш во фудбалска атмосфера да го проследиме финалето. А она што го очекуваме од вас е да се појавите таму почеток 18 часот. Финалето е закажано во 21:00, така што и ќе имаме добри 3 часа да се подружиме пред тоа, ќе имаме добри час или 2 да се подружиме по финалето, да ги средиме впечатоците. Хајнекен организира фантастично гледање на финалето. Она што е ваша должност е да ни се придружите и да дојдете да си поминеме најубаво што може. Владко, мислам дека ова повикува уште едно наздравување. На здравје. За убаво гледање на финалето. За секој вистински фан. Ве чекаме Вембли во Скопје. 18 часот е официјалниот почеток. Дојдете да се забавуваме заедно со Хајнекен и со најдобрите два тима од Европа. Ве чекаме таму. Го обработивме германецот во редовите на Реал Мадрид. Тони Крос е играч кој што со овие 90 или 120 или колку и да се минути на теренот во Вембли ќе стави крај на клубската кариера, крај на играчката кариера по крај на ова лето. Ама има еден момак во средината на Реал Мадрид кој што туку што се најави на европската сцена и што го очекуваме дека во наредните 10, 12, можеби 15 години ќе биде апсолутен гладијатор по европските терени. Така одбрав да го најавам Джуд Белингам, младиот англичанец кој што премина од Борусија Дортмунд во Реал Мадрид. Така. Младиот англичанец што ги спојува овие два клуба кои што ќе се сретнат во финалето, 103 милионски трансфер ова лето од Борусија Дортмунд во Реал Мадрид. Реал Мадрид ги исплати парите, се чини дека момакот ги исплати уште во септември. Така што ајде збор два околу Джуд Белингам. Прво, каква е оваа негова сезона и дали очекуваше толку добро во првата сезона на Реал да се снајде? Не очекував. Мислам, лани беше играч на сезоната во Бундеслига. Без него пропушти титула во последното коло на домашен терен. Го продада за нереална сума на пари. Мислам, може се исплати, како што кажа ти, уште во првиот дел од сезоната се исплати. Борусија Дортмунд им фали таков играч секако, меѓутоа во Реал Мадрид дојде како уште кога почна сезоната, играше како да играл таму веќе 10 години. Не само што постигнуваше голови, туку ја влечеше цела игра. Сите клучни додавања и голови ги постигна тој во почетокот. Дефинитивно беше најдобар играч на Реал Мадрид од првите 2-3 месеци од сезонава, што сите уште веднаш почна да зборува дека нели фаворит за златна топка и дефинитивно ќе биде во топ 3 оваа сезона заедно со другарчето негово од левата страна Винисиус Джуниор.
Така што исто и како за Тони Крос имам недостаток на комплименти. Мислам со оглед на тоа што е премногу млад, преголеман притисок, имаше и во медиуми и секаде околу него, дека е преценет, нешто како Санчо што беше во Юнайтед, пред да почне да игра за Реал Мадрид, меѓутоа ги надмина сите очекувања. Има високи очекувања, ги надмина сите. Апсолутно. Тоа е И тука повлеков една паралела помеѓу Тони Крос и Белингам, не никако важна за општиот фудбал, меѓутоа само една паралела околу тоа како беа доживеани двајцата сега веќе легендарни фудбалери на Реал Мадрид во нивната прва сезона. Лука Модрич во првата сезона во Реал Мадрид беше прогласен за флоп на сезоната. Значи никој не веруваше во него, иако Мурињо колку и да се расправаше со медиуми дека ама бидете трпеливи, ќе го биде се. Лука Модрич беше во медиумите прифатен како пропалитет по првата сезона. Значи беше замена за не се така, не се адаптираше баш најдобро. Тони Крос во првата сезона дојде, беше многу добар, меѓутоа луѓето него, како да кажам, него фалеа толку многу, бидејќи окей, беше добар, си рекоа па не е спектакуларен. Джуд Белингам е нешто што многу ретко сме го виделе. Мислам дека ова е па после Роналдо најдобрата дебютантска сезона што сум ја гледал во дрес на Реал Мадрид, бидејќи единствено Роналдо пред него бил, знаеш, инстант клик. За Кристијано зборуваме. За Кристијано зборуваме, да. Значи инстант клик. Джуд Белингам беше инстант клик. Во моментот кога ја одигра првата пријателска утакмица за Реал Мадрид, дечкото личеше како 10 години да играл со тие играчи. И морав да се послужам со твоите зборови, ама младост покажува дека младоста не е пречка доколку ти си извонредно талентиран играч. Борусија Дортмунд на 17 години држеше средина. Мислам народски кажано држеше средина, стварно беше главен играч во средината во Борусија Дортмунд на 17 години кога дојде од Бирмингам, така да она што го има наследено од татко му, за оние кои што не знаат, татко му е легенда на англиските нисколигашки лиги, мислам оние нисколигашки клубови, да. На оние ниски дивизии во Англија, типот, ако не се лажам, има дајано преку 400 голови во тие ниски лиги. Марк Белингам го излече подебелиот крај од тоа што двајцата браќа се талентирани. Тој остана со Джо Белингам во Сандерленд да живее, мајка му на Джуд се пресели во Мадрид да живее, мислам дека и многу е јасно кој го доби подобриот договор од тие двајца. Меѓутоа го дели голгетерскиот инстинкт Джуд со татко му. Да. Знае како да постигнува голови. Оваа сезона во лигата е прв стрелец на Реал. Вкупно мислам дека е втор после Винисиус. Меѓутоа игра неверојатна сезона. Еден од играчите кои што очекувам да остави траки на финалето на домашен терен. Да. Дефинитивно во Британија, во Лондон се враќа. Така, за секој англичанец е многу голема мотивација кога ќе настапи на Вембли, нели кај нив Вембли најголемиот надпревар, клупско надпреварување, така да. Така. Особено што нели Вембли како стадион кај нив има конотација на место каде што се одржуваат финалињата, место каде што обезбедуваш промоција во повисока лига и сето тоа. Конотацијата име дека Вембли значи победа. Освојување на Вембли значи огромна гордост. Тој како англичанец мислам дека ќе биде особено мотивиран. Оди против други двајца англичани во двајца или тројца има во Борусија Дортмунд, Бино Гитенс и Санчо и Матсен има двојно државјанство, холандско и англиско. Така што јака битка ќе биде на Вембли. А темата на Джуд Белингам логично и дека ни отвора еден друг разговор, тоа е кои беа најдобрите играчи на Реал Мадрид сезонава. Најдобри играчи, како и да сакаме ќе го дефинираме ова прашање не е само за мене и за Владко, ова прашање и за вас, така што сакаме да го слушнеме и вашето мислење долу во коментарите, но откако ќе ги сослушате нашите одговори. Владко, да почнам јас или ќе почнеш? Може, преска почнав јас, тоест преска минатата епизода почнав јас. Так. Ајде јас ќе почнам. Најдобар играч на Реал Мадрид оваа сезона. Колку и да е преочигледен одговорот, јас ќе одам со момакот кој што игра на левата страна во нападот,
Винисиус Junior не поради учинокот на терен само во головите и во асистенциите и во сето тоа, туку поради тоа што тој означува во однос на комуникацијата која што Реал ја има со јавноста. Винисиус Junior во последниве, да речеме, година-две прерасна во некаков си лик на клубот. Секој пат кога има некоја контроверза, Винисиус Junior е тој што ја представува, да. Секој пат кога има нешто добро, Винисиус Junior е тој кој што го представува клубот. Секој пат кога ќе има промоција на нов дрес, Винисиус Junior е првото лице што ќе го видите. Така што овој момак од Бразил е предодреден да биде супер звезда. Оваа сезона се почесто и се повеќе си ја прифаќа лидерската улога, односно моментот дека кога треба да се шутне топката и да заврши во голот, тој вели, добро, дај јас да бидам тоа. И тоа многу ми се допаѓа. Да бидам искрен, и мислам дека се сеќаваат фановите на скратен корнер, бев доста критичен за него во првата сезона кога тој беше во Реал. Прилично лоша сезона според мои стандарди. Меѓутоа, сето тоа што го гледам во последниве 2-3 сезони е дека момакот созрева со неверојатно брзо темпо. Да, напредок огромен, да. Неверојатно брзо темпо. Головите се една работа, ама она што тој го прави со брзината и со неговата опасност од контри, преферираниот стил на игра на Карло Анчелоти, особено против појак противник, да. Особено против појак противник и против ниска одбрана, она што го прави Винисиус Junior е за почит. Не можам да кажам дека сум можеби најголем фан на него како играч или како стилот на игра. Некој пат мислам дека има глупави потези во играта, некој пат мислам дека има непромислени работи што ги прави. Игра фудбал. Апсолутно, ама е фантастичен. И оваа сезона морам да го признавам тоа, дури и еве еден одлична сезона имаме. Мене ми е црниот Джек Грилиш, така исти профил на играч има, исто по лева страна, исто провоцираат цело време, користат такви ситни нечисти работи, не знам како да кажам, меѓутоа феноменален играч, феноменална сезона, да, и сите тврдат дека според нив, нели, дека е играч на сезоната, главен фаворит за златната топка. Сега двојбата, односно двумењето меѓу Белингам и меѓу Винисиус, меѓутоа јас ќе одам со Белингам чисто да не бидам со Винисиус, меѓутоа морам да го истакнам и Рудигер. Рудигер игра одлична сезона. Единствениот стандарден штопер што го има од почеток до крај. Да. Као што кажав и пред некоја епизода, најдобар стопер моментално во светот. Цела сезона игра безпрекорно, особено сезонава кај што Милитао е ужас, благоречен ужас. Да, па се враќа од повреда, последна утакмица му беше катастрофална, мора да се каже, со Вилјареал. Да. Така е. Така што и ако е оваква форма, подобро е да поседи на клупа и нека биде начо во тоа стоперско дуо. Добро, немаме ли симпатии за човекот што го спомнавме претходно? Тони Крос, можеби статистички не е тука, ама секогаш е тука во поглед на асистенции во Лига на шампиони, видовме одличен пас на Винисиус, мислам, моја протната топка против Бар Михен, ако не се лажам. Да. На Алианц Арена, мислам, таа како вак на послужавник, феноменален играч, ми тој играч на сезоната иде меѓу Белингам и меѓу Винисиус, кој што кажав, ти го избра Винисиус и јас би избрал, меѓутоа сад има малку. Така, неблагодарно би било доколку не ги спомнеме овие двајца играчи како први, бидејќи сме свесни што значи во моментов Реал и колку тие го носат на грб, да се каже, ајде така. Бидејќи дека Белингам одлично стартуваше, меѓутоа малку како допадна во формата, а додека Винисиус па само напредок имаше во формата и во играта, така што двајцата се заслужени, 1 и 2 се, нели, 1-2 комбо. Така што кај застанавме? Застанавме кај најдобрите играчи на Реал сезонава. Се сложивме дека тоа се Белингам и Винисиус со мал микро шаут за Тони Крос, кој што заслужува да биде одбележан. И Рудигер, кој што го спомна ти, како најдобар дефанзивец во најдобриот тим во Европа годинава. Сега на толку фалење, мислам дека е логично да им дадеме победнички шанси за финалето, така? И мислам дека и на двајцата ни се фаворити. Така што овој пат нема да одиме во проценти,
Ајде ќе одиме чисто описно вака, какви им се шансите на Реал Мадрид и што очекуваме, дали ќе биде победа по регуларно време, победа по продолженија, победа по Мислам пенали? дека сите очекуваат победа во регуларен дел и таа победа со водство уште во прво полувреме, што според обожувачи, според фудбалски фанови, според секоја логика се толкави фаворити. Меѓутоа пак ќе се навратам и лани и гледавме во Европа лига финалето, не секогаш фаворитите ги оправдуваат тие фаворитски улоги, барем може ќе го подигне трофејот, меѓутоа не е толку лесно како што сме научени. Мислам дека ќе освои Реал Мадрид и мислам дека ќе победи во регуларен дел 1 или 2 гола разлика. Слично како во финалето со Ливерпул што ги гледавме, Да, меѓутоа со Ливерпул постигна гол и се бране, не верувам дека ќе биде истото сценарио како со Борусија Дортмунд, мислам дека ќе покаже повеќе надмак Реал Мадрид. Тоа нели, се кажавме со Бар Михен, доколку изгуби само еден разлика или заврши нерешено, лесно ќе помине. Тоа се случи и верувам дека и со Борусија Дортмунд лесно ќе се справи. Мислам, не сакам да е тоа така, ќе навивам за Борусија Дортмунд, меѓутоа објективен кога сум победа на Реал Мадрид, 2 разлика. И тоа мислам дека нема да има некој проблем. Мислам дека ќе го отсеча тотално и Фулкруг и кој да игра напред. Нема да има никаква шанса Борусија Дортмунд, искрено. Не знам што треба да се случи. реално така делуваат работите на хартија. Мислам, на хартија човек би бил луд реално ако ги стави Борусија Дортмунд како некои кои што се фаворити или што имаат поголеми шанси за освојување. Она што го очекувам од Реал е најдоцна по 120 минути да го реши финалето. Најдоцна, значи мислам дека одење на пенали би било дури рамно на пораз за Реал со оглед на ситуацијата во финалето. Мислам дека, извини што те прекинам, Да. доколку Реал Мадрид не постигне гол до, да речеме до 60-та минута, како ќе одминува времето, така повеќе шанси ќе има Борусија Дортмунд за освојување. Така, единствено што ме загрижува околу Борусија Дортмунд и издржливоста по тие 90 минути е само ротацијата, дека Реал Мадрид има огромна ротација на клупа која што може да влезе и да направи огромна разлика. Борусија Дортмунд има тројца играчи кои што можат да го направат тоа, ама не е малку сепак. 5 измени имаш и за тие 5 измени треба да бидеш доволно мудар. Така што Един Терзич против Карло Анчелоти во финалето, тренер на Борусија Дортмунд, кој што е Давид и Голијат, да, застапник на младата генерација против застапник на она стара генерација, скоро диносауруси што се велат во фудбалот, кои што уште истрајуваат, уште се борат на самиот врв. Карло Анчелоти ближи кон 7-та деценија од животот и е пред шанса да оствари уште еден голем успех со Реал Мадрид. Ниту ќе му биде прва со Реал, ниту ќе му биде прва општо во неговата кариера. Сите важни лиги во Европа ги има освоено. Ова не е трофеј што му фали, меѓутоа е трофеј што со сигурност сака да го има. Гледајќи дека имаме специјални гости позади камерата, мислам дека сега е добар момент да се одјавиме и да посакаме крај на оваа епизода. Она што јас ќе ви порачам уште еднаш е на 1 јуни да ни се придружите во градскиот парк на гледање на финалето заедно со Хајнекен. Хајнекен организира спектакуларен настан кој што ќе се одржи во градскиот парк на делот наречен Вембли, веднаш покрај стадионот. Така што бидете таму, почетокот е 18 часот. Екипата на Скратен корнер дефинитивно ќе следи овие возбудувања. Екипата на Скратен корнер ќе најава во финалето за да победи подобриот. И Јас тоа за е Дортмунд ќе најавам. да, Владко за Дортмунд, а ја ќе бидам за подобриот. Така да ве очекуваме тука долу во коментарите, ве очекуваме да се појавите на 1 јуни во градскиот парк и ајде да се спремиме за едно големо финале, бидејќи ова е тоа за кое што чекавме цела сезона. Владко, нешто за крај? Гледате фудбал, гледате Скратен корнер, пиете умерено Хајнекен и навилете за кој сакате.
Колку добро. Ви даде дури и слобода на изразување. На здравје за крај со последната голтка од оваа лименка. Ја одјавуваме оваа епизода. Останете добри, лајкнете, шернете со вашите пријатели, сабскрајбнете се на овој канал, бидејќи следуваат уште возбудувања. Екипата на Скратен корнер ве поздравува со уште еден ладен Хајнекен. Бидете добри. То